Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Со геомеханички испитувања на почвата означен почетокот на градежните активности за изградба на коридорот 8. Традиционално на Денот на детето се одржа завршна приредба на децата од тетовските градинки, кои од идната учебна година ќе бидат првачиња. Во рамки на циклусот концерти Танец низ татковината, ансамблот вчера вечер гостуваше во Тетово. Почнаа геомеханичките испитувања на почвата за изградбата на автопатот Тетово-Гостивар. Во присуство на владини представници денес беше означен почетокот на градежните активности за изградба на коридорот 8. Со активности за испитување на земјиштето каде ќе поминува страничниот алтернативен пат на автопатот Тетово-Гостивар денес беше означен почеток на работите за изградба на коридорот 8, кој е дел од договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. И овој ден е посебен за директорот на јавното претпријатие за државни патишта и Простеми, како и оној пред речиси 2 месеца кога беше откриена таблата која и тогаш означи почеток. Паралелно ќе се одвиваат геомеханичките испитувања, проектирањето, подготвувањето елаборати за експроприација и мобилизација на градба. За Рустеми тоа е подобар концепт. Јас одговорно ви тврдам дека од денеска имаме механизација на терен, бидејќи имаме нов концепт на градба на патиштата, бидејќи тој стариот концепт што беше до сега. Ние сите сме сведоци колку трајат нашите проекти за изградба на патиштата. Како пример ние Кичево Орид. Значи 10 години не можеме да го завршиме патот што има 57 километри. Затоа ние како јавно претпријатие, Министерство за транспорт и врски, владата одлучивме да менуваме концепт. За најавеното оспорување пред Уставен суд на донесените закони поврзани со коридорите 8 и 10Д, кои ги потпиша председателот на државата, особено по реакциите за законот за работни односи. Првиот вице-премиер Артан Груби смета дека нема причина за такво нешто. Никаде во законите не се споменува спорната бројка 60 работни часови. Се искоординира целата работа со правната служба во владата, со законодавната правна комисија, со сите експерти, значи што ги има владата и министерствата, и Министерството за труд и социјала, така да нема апсолутно никаква причина ниту да се оспори, ниту да се разгледува претпоставам од Уставниот суд. Всушност законското решение предвидува дека работниците можат да работат прекувремено, што можат и сега, но за тоа ќе треба да дадат писмена согласност дека прифаќа да работат прекувремено и за тоа мора да им се плати. Груби рече дека поради клаузулата за доверливост не го доставиле целиот договор за Бехтел и Енка до Државната комисија за спречување на корупција, додека јавното обвинителство ја има целосната верзија. Едно лице од Тетовска Палатица загина, 3 лица се повредени во сообраќајна незгода на магистралниот пат Охрид-Кичево. Вчера регистрирани уште 2 тешки сообраќајки во Полошко. Во продолжение деталите. Вчера во 18 часот во СВР Охрид било пријавено дека на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на село Издеглавје се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно моторно возило Fiat Ducato со струшки регистарски ознаки, управувано од ВС 37 години од Вевчани, и патничко возило Volkswagen Туран со тетовски регистарски ознаки, управувано од МЈ 60 години од селото Палатица, општина Желино. При тоа од здобиените повреди на местото починал возачот на патничкото возило МЈ, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Возачот ВС и со патничката во патничкото возило НБ 47 години од тетовското село Голема Речица се здобиле со тешки телесни повреди, додека ХБ 21 година од село Голема Речица, сопатник во возилото Volkswagen, се здобил со телесни повреди, констатирани во
болницата Свети Еразмо во Охрид. Увид на местото извршила екипа од СВР Охрид, а по наредба на јавен обвинител врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. Вчера околу 18 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека на автопатот Скопје Тетово во непосредна близина на Клучката Групчин патничко моторно возило Рено со скопски регистарски ознаки, управувано од 20 годишната ЗМ од Скопско Морани, излетало од коловоз. Во несреќата, двајца сопатници во возилото ХМ 46 години и 51 годишната ЕС од истото село се здобиле со тешки, а возачот и другите двајца сопатници со телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, каде биле пренесени за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата, во координација со јавен обвинител, увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера пак во 12 часот во СВР Тетово било пријавено дека на улица Беличица во Гостивар патничко моторно возило Сеат со гостиварски регистарски ознаки што го управувал 66 годишник удрило во 70 годишната гостиварка Л.И. Пешак. Во несреќата Л.И. се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 12 часот и 20 минути на улица 113 во Тетово лишиле од слобода 36 годишник од Република Албанија, кој непријавено престојувал на подрачјето и не поседувал документи за идентификација. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Ноќеска 10 минути по полноќ полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 36 годишен тетовец, кој претходно бил пријавен од неговите родители дека околу 22 часот во семејниот дом се однесувал агресивно и им се заканувал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 31 годишник од Гостиварско село, кој бил пријавен од неговиот 28 годишен брат, дека околу 21 часот во семејниот дом физички го нападнал, се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 25 минути на улица Гоце Делчо во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 36 годишник од Гостиварско село, кој бил пријавен од неговата 25 годишна сопруга, дека половина час пред тоа физички ја нападнал неа и нивниот малолетен син. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 21 часот и 30 минути во Гостиварско пожаране, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Маздрача лишиле од слобода 65 годишник од Гостиварска Долна Бањица поради сомнение за извршена нелегална сеча и кражба на огревни дрва. Дрвата за кои немал потребни документи се пронајдени и се предадени на шумската полиција. Извршен бил увид и се расчистува и документира случајот. Дечиња на предшколска возраст од градинките Младост од Тетово денес во Тетовскиот центар за култура одржа завршна приредба пред многобројната публика. Околу 300 дечиња на предшколска возраст од детските градинки во рамки на општина Тетово денес во Домот за култура во Тетово со добро подготвена музичка програма, исполнета со детски песни и игри, одржаа завршна приредба пред многобројната публика. Приредбата беше организирана и по повод Светскиот ден на детето 1 јуни. Денес ќе присуствуваат 301 дете во возраст од 5 до 6 години, кои ќе се збогуваат со градинката со многу игри и многу други представи.
Ова церемонија се организира секогаш на крајот на календарската учебна година, па денес и по повод на Светскиот ден на детето го организиравме токму за овој ден да се збогуваме и со децата што ќе идат во училишта, па и овие што ќе останат да ги почитуваме и денот на Светскиот ден на децата 1 јуни. На свечениот настан присуствуваше и градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами, кој во своето обраќање говореше за правата на децата и унапредувањето на нивниот потенцијал. Инаку, општинската јавна установа Детски градинки Младост Тетово, заедно со центрите за ран детски развој и групите во други просторни услови, застапуваат над 1000 дечиња. Сдруженијата Среќен живот и Златна рака од Тетово во рамки на нивните проекти за поттикнување на креативноста на децата со посебни потреби. Денес во Тетовскиот центар за култура организираа изложба на која беа представени слики изработени од децата учесници во проектите. Изложба на слики изработени од ученици во редовните паралелки и ученици со попреченост од 7 основни училишта од општина Јегуновце и општина Теарце. Денес беше представена во фоајето на Центарот за култура во Тетово. Изложбата е завршната активност во рамки на проектот Работилници за поттикнување на креативноста на деца со посебни потреби. И ние сме креативни во организација и реализација на Сдруженијето за поддршка на семејства, поединци и групи Среќен живот од Тетово. Во проектот се вклучени 7 училишта од општина Јегуновце и општина Теарце. И тоа училиштата од Симче Настојски Вратница, Александар Здравковски Јегуновце, Шемшово, Азрени Глоџи, Исмеј Чемали Нераште, Екрем Чабеј Слатина и Фаиконица Доброше, значи вкупно 7 училишта. Беа одржани 14 работилници. Темата на работилниците беше пролетта ги буди чувствата за креативност. Во секој училиште по 2 работилници. Учествуваа деца во групи работеа и во парови. Значи имаше 34 деца со посебни потреби и 37 деца од редовна образовна програма, нивни врсничиња. Така да всушност ја оставивме и целта на проектот да ги поттикнеме, да ја поттикнеме креативноста кај децата со посебни потреби, вклучувајќи ги нивните врсници заедно да работат. Значи ја зајакнавме малу самодовербата кај овие деца и влијаевме на мотивацијата за да и тие творат заедно со нивните другарчиња. На изложбата исто така беа представени и креативни дела од деца со попреченост, изработени во рамки на проектот И ние сме како другите, кој го спроведе Сдруженијето Златна рака од Тетово. Разликата е што тука се всушност вклучени само деца со посебни потреби, додека во нашиот проект беа вклучени и деца од редовна образовна програма. Учествуваа исто имаше 6 работилници, по 2 работилници во секој училиште, во општина Тетово, во основните училишта Лирија, Кирил и Методи и во Истигла. На представниците од училиштата вклучени во проектите им беа доделени сертификати. Настанот беше заокружен со коктел за присутните. Во рамки на циклусот концерти Танец низ татковината, ансамблот вчера вечер гостуваше во Тетово. Тетовската публика синоќ уживаше во концертот на ансамблот за народни игри и песни и танец во Центарот за култура или Антески смок. Гостувањето е дел од циклусот концерти во центрите за култура низ нашата држава, Танец низ татковината, нивен долгогодишен проект. Овие целовечерни концерти на целиот ансамбл, играорен хор, вокален ансамбл и оркестар се составени од атрактивна играорна и вокално-инструментална програма од разни региони, на кои се создавало македонското музичко-сценско фолклорно наследство.
Програмата е разновидна. Ние пробуваме да секој концерт направиме нешто поразлично, иако тука се границите и можностите многу мали кај што можеме да маневрираме. Меѓутоа, гледаме во секој случај да бидат тоа региони од целата држава, значи од источниот и од западниот крај. Гледаме да има делови од Копачија, ќе има на овој концерт, ќе има делови од играта Водарки, секако Копачка, на наше заштитено во УНЕСКО. Ќе имам Народовишки собор од оној источниот крај. Значи така една шаренолика програма и во доменот на вокално-инструменталните изведби гледаме да има шареноликост. Ќе имаме отприлика околу 25-6 концерти од најразлични типови како проекти. Ово е концерт дел од проектот Танец низ татковината, каде што танец со целовечерни концерти настапува со целиот ансамбл. Нормално во оние домови кај што има простор и можности за тоа, Тетово секако еден од нив. Но како и да е, константно имаме некоја активност, а Тетово, имајќи го во вид минатиот последниот концерт што беше тука, беше навистина многу добро посетен, имаше фантастични реакции, тетовската публика ни е нас многу драга, она многу го сака танец, како впрочем и низ целата држава, и ете одлучивме оваа година повторно заедно со директорот на Центарот за култура да организираме еден настап со целовечерен концерт на танец. Како пејач солист настапи Сузана Спасовска. Танец има своја програма која што ја презентира прекрасни македонски композиции, песни, кои што дел од нив ги изведувам јас како првенец на ансамблот, дел хорот на ансамблот. Играорците знаеме дека тие се врвни, дека секогаш нудат она што предизвикува солзи во очите додека ги гледате и општо додека се слуша таа музика. Така да танец не секако е наречен амбасадор, најголем амбасадор на нашата македонска игра и песна и навистина е голема чест да се биде дел од танец. Како што мене Васка ми го остави на манетот, нашата легенда Васка Илиева, и рече дека Македонија раѓа пејачи, така би ги употребила незините зборови. Македонија раѓа пејачи и ќе раѓа и никогаш нема да има недостаток, бидејќи македонската песна не одржала, македонската игра, традицијата да си ја чуваме. Танец е првиот професионален фолклорен ансамбл во Македонија, формиран во 1949 година, со цел да ги собира и негува македонските традиционални песни и игри, народните носи и инструменти и преку соодветен уметнички израз, сценски да ги представува највредните форми од богатата ризница на македонскиот народ. Танец, име што го символизира македонскиот народен танц, Оро, е амбасадор на македонската народна уметност и култура низ целиот свет.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.